Добар ден, ученици, и добро дојдовте во училница. Јас сум Магдалена Јанковска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Стив Наумов од Скопје. На денешниот час ќе зборуваме за граматички категории кај придавките. Ќе ги прошириме веќе стекнатите знаења за граматичките категории на придавките и ќе се обидиме правилно да ги употребуваме при устното и при писменото изразување придавките. Па ајде да започнеме. Најпрво да повториме. Што се придавки? Придавки се зборови со кои се означуваат некакви карактеристики на предметите, суштествата и појавите. Како се делат придавките според значењето? Според значењето, придавките во нашиот јазик се делат на описни, односни, бројни и заменски. Која е основната функција на придавката? Што мислите? Основната функција на придавката е да ја определува, појаснува, поблиску да ни ја определува именката. Пооттаму, придавката ги има истите граматички категории како именката до која стои. Таа ги има категоријата род, категоријата број, категоријата определеност. Граматичка категорија род кај придавките. Родот кај придавките може да биде машки, женски и среден и зависи од именката до која стои придавката. Односно, ако именката е од машки род, тогаш придавката ќе се прилагоди и ќе биде во машки род, например, убав маш. Ако именката е од женски род и придавката ќе го преземе родот, па ќе биде убава жена. А ако е од среден род и придавката ќе биде во среден род, убаво дете. Граматичка категорија број кај придавките. Бројот кај придавките исто така зависи од бројот на именката што ја определува. Ако именката е во еднина, и придавката ќе биде во еднина, например зелена ливада, но ако именката е во множина, тогаш и придавката задолжително мора да биде во множина, зелени ливади. Значи, граматичката категорија број разликува две форми, еднина и множина, со тоа што формата за еднина има пак три форми, за секој род посебна форма: голем, машки род, голема, женски род, големо, среден род. Додека пак множинската форма е иста за сите три рода и гласи големи. Граматичка категорија определеност кај придавките. Кај граматичката категорија определеност, придавката го презема членот од именката. Кога имаме синтагма, состав, именска група од придавка и именка, го членуваме само првиот збор, односно придавката. Например, добриот ученик, високово момче, галичкото сирење, стакленана чаша. Забележувате во сите примери дека посочените зборчиња имаат одредени членски наставки, кои што од именката преминале на придавката. За домашна задача изработете ја вежбата број 2 од делот вежби во учебникот на страница 106. До следното видување ви благодарам на вниманието.